голем број проекции. Организаторите обезбедија прикажување на 44 филмови со слободен и бесплатен влез во Центарот за култура Илјоантевски смок и во Европската куќа. Од вкупниот број 44 филмови, 34 ќе се надпреваруваат во 5 категории: балканска панорама, кратки филмови, документарци, анимирани и студентски филмови. Сите љубители на седмата уметност ќе можат да уживаат во врни остварувања, бидејќи се пристигнати за прикажување филмови кои добиле светски награди, вели Агим Абдула, уметнички раководител на фестивалот. Тоа се внесува на европската кинематографија, односно ревијалната категорија Европска панорама, која ќе представи одбрани дела од европски продукции. Како и секогаш, и ова година имаме и европска програма, каде што за нашата публика ќе ги донесеме филмовите It Was an Accident од познатиот ирански режисер Џафер Пенахи, кој е исто така и европска продукција и добитник на Златната палма во Кан ова година. Исто така ќе го гледаме филмот No Other Land од соработката помеѓу 4 режисери, двајца палестинци и двајца израелци, кој е добитник на Оскар, документарец, добитник на Оскар и на Венеција. И филмот анимираниот Фло, исто така многу познат анимиран филм ова година. Сите 5 филмови кои ќе се прикажат во категоријата Балканска панорама се резултат на заедничка работа на државите од регионот. Па, интересно тоа што може да потенцирам ово година кога се работи за балканската програма, а тоа е се долгометражните филмови кои ќе се надпреваруваат за главната награда. Значи, освен филмот од Турција, кој е во соработка со Косово, значи сите други филмови се продукт или од Македонија, или од Косово, или од Албанија, и сите се копродукции помеѓу себе. Како специјални проекции, публиката ќе има можност да ги види документарните филмови Еден живот во тишина од Љубо Јончев, Печурки израснати во спомени од Ханис Багашов, а фестивалот ќе се заврши со проекција на филмот Кома од Агим Абдула.